популарната музика си Да. пееш по дома, песни македонски или странски, не е битно. Понекогаш да, највеќе Слушаш Санремо, ги пратиш. да, ако сум слободен, да. Често се случува да имам и представи во тие денови да не можам ни да го слушам, меѓутоа ете лани бев слободен и го изслушав скоро цел фестивал. Познаваш тие пеачи Некои ги приватно? Познавам, некако сме многу одделени во Италија со тој свет, како да живееме на две различни планети. И од менаџерска гледна точка, и од сите гледни точки. Немаме многу допирни точки. Ми се случи само во неколку ретки прилики да бидам со нив, да настапиме заедно со некој од италијанските забавни пеачи, и не само пеачи, туку и, например, бев во една иста вечер со Клаудија Кардинале, таа ја водеше, јас настапував. На еден концерт во Рим, кој што одеше на Рај Уно, гостинка беше и Джина Лоло Бриджида, и се ги споминам пред сега глумиците. И јас настапив на истиот. Тие те гледаат младо дете, викат леле да бевме 40 години помлади. Па, не знам, да. И така, инаку да, си подпевнувам пред се за моја душа. Во кола кога се возиш, која музика ја слушаш? Знаеш дека во кола предпочитам мир. Ама тоа има веројатно, барем јас така го објаснувам, бидејќи сум цел ден со музика и кога возам во тој мал затворен простор, како да имам потреба ушите да ми се одморат. Така што не предпочитам звук додека возам. И затоа не слушам музика во кола. Добро, звуци во Скопје кога се возиш има премногу, затоа што претежно свират кога возат. Да, токму така. Меѓутоа се случи во врска со забавната музика, токму за време на пандемијата, овде во Македонската филхармонија да бидам поканет за еден концерт на забавни песни, пред се италијански. И во првиот момент кога ми се јави, реков не. Не заради тоа што тргнував од перфекционистичка гледна точка. Нема да бидам на ниво на задачата. Не го правам тоа секојдневно, сега јас да земам да пеам нешто што не е од мојот фах, од мојот репертоар, како ќе звучи, дали ќе биде добро. И инсистираше директорката, дај, размисли, дај, ќе биде убаво ваму таму. Од друга страна па се наоѓавме во времето на пандемијата, каде што настапите беа сведени на минимум. И се убедив на крај и мислам дека и добро испадна. Што пееше? Па пеев Beautiful Maria of My Soul, меѓутоа на шпански, La Bella Maria de mi amor. Уште една мексиканска песна, Perdere l'amore од Massimo Ranieri, Sanremo 88. 24.000 baci од Celentano. Вчера ја слушав Perdere l'amore. Да? Со него баш? Не, се уште ја пее, на 72 години се уште добро ја пее. И таа ми е некако омилена и си ја пеам често. И во друштво, во прилики кога се случува, ја пеам. Многу е тешка. Многу е тешка бидејќи има голем распон на гласот и особено за оперски пеач да ги пее тие тонови, ако ги пеам на забавен начин, може да си наштетам на оперското пеење. А ако ги пеам на оперски начин, се навистина не се лесни и треба секогаш да внимавам добро да ги отпеам. Меѓутоа ми се допаѓа и си ја пеам. Една од поубавите песни во италијанската музика, иако италијанската музика е пребогата со преубави песни. Па и нашата, не можеме. И нашата, да. Не можеме да се пожалиме. Иако можам да кажам дека во последно време и немам некоја поп нумера слушнато наша, која што мислам дека би оставила трајни вредности, па да ја слушам и после 20-40 години, како што беа постарите од времето кога јас сум бил Добро, помлад. и тоа ќе остави. И тоа ќе остави голема дискографија, квалитетна. Ете, неговите песни знам да си ги подпевнувам.
Меѓутоа, како што велиш ти, имало, и дори пред да се родам јас, и добри хитови. Ако се сетам, но ти си некаде кај што нема да те допрам, таа нема никогаш да замре и така. Или Чија си. Чија си е песна која што ќе живее за секогаш, според мене. Кога одиш во театар во Македонија? Би сакал да имам повеќе време да одам, да. Би сакал и не сум бил одамна, не сум гледал представа ниту во новиот МНТ. Тоа е голем минус за мене. Голем, меѓутоа ветувам дека во најбрзо време ќе си ја исправам таа грешка. Не кажавме многу за наградите кои што ги имаш освојувано во текот на твојата 20 годишна кариера, најмалку. Наградите се поттик, потреба или што значат за еден актер? Па, види, најголемата награда е аплаузот од публиката, овациите. Да, наградите си сигурно имаат некоја почит, зависи кој ти ги доделува. Јас ти ја доделувам во твојата област за најдобрата награда. Број еден на сите време. Ова значи, ова се разбира, ми представува големо задоволство. Па, наградите или признанијата генерално земено се еден момент кој што се разбира, мило ми е и ми представува задоволство да ги добивам. Не се тепам за истите. Кога бев помлад, нормално одев и на оние надпревари по пеење, помлад, зборувам за пред 20 години, почетоците. Меѓутоа, во последниве години, она што си доаѓа природно, добре дошло. Инаку, немам некоја си амбиција, сакам таа награда да добијам или таа, или тоа признание, или така натаму, и така натаму. Се снимаме позади филхармонија и позади опера и балет и тука луѓето поминуваат и помлади и повозрасни и гледам дека те гледаат цело време, што значи дека си познат и дека сакаат да те слушнат и да те видат. Па да, види... Најчер кога ќе идеш, како е чувството во Скопје вест? Јас се трудам мојот профил да го држам што пониско и кога ќе влезам и во супермаркет или во било кое место во градов. Гледам дека се случува многу често веќе да ме прашаат, вие сте оперскиот пејач? Да. Не велам да, не сум јас. Еден братуче. Така велам често, меѓутоа да, на моменти тоа е причина за задоволство, некогаш предпочитам и да си бидам на мое, меѓутоа сепак на некој начин ние живееме за публиката и е убаво кога таа те препознава, кога сака да те поздрави така натаму. И јас се трудам секогаш да ги поздравам сите и на социјалните мрежи и така натаму. Благој, кај вас е многу потешко доаѓањето до улоги во смисла на глумците, затоа што глумците, пример, се вработени во театрите во Македонија, си ги добиваат улогите по дефолт, затоа што се добри, па ги викаат режисерите во некоја нивна представа, или во соседството во Србија веќе се познати, така што имаме многу македонски актери кои што не представуваат во Србија и тоа многу успешно. Кај вас, за да те викне некој од Германија, што треба да се случи? Колку твоето портфолио треба да е богато? Колку тие ги следат сите, затоа што има наплив на премногу пејачи во твојот опус, да речам, на овој тип на музика? Да се обидам на ова прашање да одговорам пократко, бидејќи има доста што да се раскажува. Јас во овие мои 20 и кусур години кариера сменив 3 менаџерски агенции. За време на првата многу почесто настапував би рекол надвор од Италија, отколку во Италија, односно беше на едно равноправно ниво насекаде. И за тие настапи се грижеше мојот менаџер, односно бев се уште млад, па често ме праќаше на аудиции, се сеќавам, имав аудиција во Штутгарт, во Франкфурт, во Минхен, во
Брисел, во Klagenfurt, во каде не. И сите тие аудиции за среќа поминаа позитивно. Кога велам позитивно, мислам на тоа што веднаш бев поканет да настапам со некоја улога. Дури она во Франкфурт беше попозитивна од очекуваното. Односно, директорот на Франкфуртската опера ми понуди стален ангажман во Франкфурт. Сталните ангажмани во Германија се обично на една или две години со можност за обновување, не постои на неопределено време. И во тие моменти, јас мислам дека имав 26 години тогаш, во тие моменти јас можев да си дозволам да решам не, да го одбијам. И отпеав само 2 представи Волшебната флейта во Франкфурт. Беше многу интересно што пеев, односно дебитирав улога за прв пат, Тамино во Волшебната флейта, во опера на германски јазик, каде што има и изборување освен пеење на германски, во земја каде што германскиот јазик е службен јазик. И тоа ми представуваше една голема возбуда. Меѓутоа, директорот на Франкфуртската опера како малку и да се навреди тогаш, заради моето одбивање на стален ангажман. И никогаш повеќе не ме покани и ми кажа мои други колеги што добро го познават, да, тој си го имаше тоа врзано за прст, како се вели, си го имаше едноставно не сака да биде одбиен, бидејќи суетата му беше многу навредена. Тоа се моменти интересни Од тога што нема викнато ни еден македонец. Па мислам нема ни еден македонец. Не Ана. Не Ана Дурловски пееше во Франкфурт, да. Нема за среќа таа национална страна во мојата професија па и не постои. Националната и националистичката за среќа не постојат и се надам дека тоа ќе остане за секогаш така. Говориме еден прекрасен јазик сите, што е јазикот на музиката и кој што не обединува сите и кој што ги руши сите бариери помеѓу нас. Ке сакаш уште? Кека Плуп. Витаминка. E adesso andate via, voglio restare solo con la malinconia, volare nel suo cielo. Non chiesi mai chi eri, perché scegliesti me che fino a ieri credevo fossi un re. Si fa sera, quando fra i capelli un po' d'argento li colora, rischi di impazzire, o scoppiarti il cuore, perdere una donna e avere voglia di morire. Lasciati gridare, rinnegare il cielo, prendere a sassate tutti i sogni ancora in volo, li farò cadere ad uno, spezzerò le ali del destino se non ti ho vicino. Comunque ti capisco e ammetto che sbagliavo, facevo le tue scelte
chissà che pretendevo, e adesso che rimane di tutto il tempo insieme, un uomo troppo solo che ancora ti vuol bene. Perdere l'amore quando si fa sera, quando sopra il viso c'è una ruga che non c'era, provi a ragionare, ma l'indifferente, il filo che ti accorgi che non sei servito a te, e vorresti urlare, soffocare il cielo, sbattere la testa 1000 volte contro il muro, respirare forte il suo cuscino, dire è tutta colpa del destino, se tu non ti ho vicino, perdere l'amore, maledetta sera, e raccogli i cocci di una vita immaginaria, pensi che domani un giorno nuovo, ma ripeti non me l'aspettavo, non me l'aspettavo. Perdere l'amore. Јас се сеќам во 2005 година, мојот прв Дон Джовани токму во Дженова, мојата љубена на сцената беше гркинка и ние си бевме нормално влюбени на сцената, и немавме никакви проблеми и надвор. Та и вон сцената беше влюбена, ако зборувам искрено. Не знам. Благо, кажи ми вториот и третиот менаџер како дојде? Кога веќе ги едноставно, начнав? кога почувствував дека нештата се еден циклус со еден од тие менаџери се затвара, почувствував дека треба да сменам, да одам со некој друг што ќе ми има поинаков пристап со мене. Па и сега и понатаму. Мојот последен менаџер, односно тој што ми е во моментов, не е многу распространет во северноевропските земји. Меѓутоа, и затоа сега настапувам 80% од моите настапи во Италија, меѓутоа тоа воопшто не ми пречи и ми е убаво да сум по италијанските театри, особено поради фактот што Италија има многу театри. А италијанските театри се и оние меѓу оние што најдобро плаќаат во светот. Па и тоа не е да се занемари. Да си бидеме искрени. Да се бидеме искрени. А дали ти си во можност да одбиеш некоја улога доколку не ти одговара? Да, во секој случај. Одбивам. Значи менаџерот само Да, не само менаџерот. Пред некоја година ми се јави еден диригент со кој што имав настапувано и ми вели ајде дојди со мене да ја пееш улогата таа и таа во Рио де Жанеиро во Бразил. Јас му викам Стефано, ти го знаеш мојот глас. Дали според тебе јас сум адекватен за таа улога? Па не баш. Па зошто ми се јавуваш? Буквално така му реков. Не е моментот, не сум во моментов на вокално зрело ниво за да можам да ја изведам. И нормално ја одбив. Значи се случуваат такви случаи кога мора да се одбие нешто, не може се да се прифати. Постарите пејачи велат кариерата се гради со не. Со велење не. Не со велење да. Односно да се знае кога треба да каже не. Ете така. За она да се потврди дека си идеален, добар човек,
Може би најдобро зборува моментот кога цел свет беше зафатен од едно лудило COVID-19, една пандемија која што траеше 2 години и која што почна најмасовно да дига паника точно од Италија, од каде што работеше и каде што живееше. И после тоа лудило се префрли сегдека во цел свет и кај нас исто бевме затворени како не знам, како глувци седевме по дома по неколку дена, а италијанците предначеа во тоа. Највеќе. Може би во Европа највеќе, најзатворена беше Италија. Да. И ти во тие моменти изби тоа твојата добрина и викаш чека да им помогнам на луѓето да не полудат сите и онака 50% полудеа, барем овие 50% да ги задржам во некоја нормала. Така и беше. Токму тоа го помислив. Тоа што ти го кажа, во еден момент кога почнав да ги гледам оние бројки, бидејќи тоа беше главната вест, колку починале тој ден на вестите, не може, си помислив, доста веќе луѓето да ги читаат, односно да ги слушаат тие бројки на починати, мора нешто да се направи да кај истите остане ентузијазмот, ведрината, за да не паднат во депресија, што повеќе луѓе не паднат во депресија. И реков, јас лично на кој начин можам да придонесам на тоа, се разбира со она што знам најдобро да го правам во животот, со пеењето. За среќа живееме во време на социјални мрежи и гласот да може да се чуе веднаш на секаде. И така и започна сето тоа. Буквално станував на Сабајле и си велев која песна денеска ќе ја отпеам. И така беше. И долго го правеше тоа? Да. Месеци траеше и мислам дека тоа и мене ми помогна. Мене лично за да останам ведар. За жал познавам случаи, особено на лекари. Во Италија познавам 2-3 случаи на лекари кои што лошо им влијаше пандемијата. Дури да сакаат и да остават професијата. Бидејќи ми велеа, кога на секои 2 секунди ти починува пациент околу тебе кај се свртиш, тоа е чувство не ми доаѓа македонскиот збор. Едноставно на невозможност да се направи нешто. И имам еден добар другар, например, лекар кој што работеше токму во одсек на реанимација. И во една од болниците каде што доаѓаа највеќе, значи во Верона, во тој дел имаше многу случаи. И тој сега си даде отказ и си почна нова специализација, кардиохирургија, бидејќи не можеше да го издржи тој живот. Односно, му остави голема трага сето тоа. Благо гледај и сонцето колку те сака. Не само луѓето што поминуваат. Ние си одравме си одравме тука позадина некоја каде што имаше сенка за да може да се гледат убавите бои на есента. Не само тоа, си одравме место кое што е значајно и за мене. Така, да. Тука се наоѓа Средното музичко училиште, каде што уđев. Се наоѓа Македонската филхармонија, односно новата зграда на Македонската филхармонија, прекрасна, и се наоѓа Македонската опера и балет. Значи 3 објекти кои што се и сонцето одгоре поврзани со мене на некој начин, така што е одлично да се биде тука. Да ни стопли душа Да. сонцето. Благо ти благодарам многу што ми беше денеска дел од магична сцена и Било ми уживав и со тебе можеме да зборуваме така во циклуси емисии. Да, ќе направиме пак за некое време. За 25 годишниот од кариера. Не, пред тоа И ќе пред, направи. добро. Уште пред тоа, знаеш, да, треба се почесто и почесто да правиме, затоа што сигурно ќе има кај тебе многу работи што ќе не смееме да ги изоставиме, затоа што во моментот си во голем подем и ти посакувам се најдобро и врвовите да ги освоиш што е можно побрзо таму што ги немаш освоено. Благодарам многу. Има еден дом сред жолто лисје,
Стајне тој во сите мисли, покрив тој е твој. И кошмар тој е мој, редок миг пред куќен праг, скриен поглед толку драг, ко бој. И секој ден си ти под иста стреа, гулабец во лед, во воздух смеа, ладна како лед, па бујна како цвет. Стојам долго, долго јас, гледам чудно и без глас, конем чија си, на кого радости му носиш, звезда си во некој облак како план. Чија си и кој ти гали долги коси, свет си мој, а ниту име не ти знам. Има еден дом што не се зори, скриен е тој во сказни гори. Мора да си ти од небо еден дел, еден допир толку мал, еден бакнеш сосем мал, а врел. Чија си, на кого радости му носиш, звезда си во некој облак како план. Чија си и кој ти гали долги коси, свет си мој, а ниту име не ти знам. Си, на кого радости му носиш, звезда си во некој облак како план. Чија си и кој ти гали долги коси, свет си мој, а ниту име не ти знам.